Добро вечер, почитувани гледачи. Ве поздравувам и во ова денешно издание на Ваш термин и се надевам дека и денес ќе поминеме 50 на минути заедно, воедно и ќе се дружиме и ќе разговараме за проблемите со вашето здравје. Знаете дека секогаш сме отворена, контактна емисија и се разбира доколку имате некои проблеми во однос на денешната тема, тука ќе биде денес со мене примариус доктор Коста Цветковиќ, кој што е дерматовенеролог, за да одговори на вашите прашања. Значи, веднаш и ќе ви најавам за што ќе говориме денес. Обично ова време кога е ладно, секогаш се појавуваат некои проблеми на кожата, меѓутоа ние ќе се фокусираме на атопичниот дерматитис или пак екземата, која што и tekako знае да прави проблеми токму во ова ладно време. Меѓутоа, пред да го поздравам доктор Коста и пред да започнеме со разговорот во студиото, би сакала од режија да го побарам прилогот кој што е подготвен за денешната тема. Екземата е облик на дерматитис кој се одликува со хронично воспалена кожа и чешење. Зафатениот дел по правило станува сув, кожата се лупи, а некогаш се создаваат и меури. Кога екземата ќе се појави кај лица со светол тен, зафатените делови по правило добиваат кафеаво-сива боја. Кај луѓе со темен тен, таа обично ја менува природната пигментација, правејќи го зафатениот дел посветол или потемен. Екземата најчесто се појавува на лицето, рачните зглобови и колената, но не е ограничена само на тие места. Од екзема исто така, позната и како атопички дерматитис, заболуваат меѓу 3 и 7% од населението, а кај 70% од пациентите таа представува наследна болест. Најчеста е кај малите деца, од кои повеќето оздравуваат пред да наполнат 2 години. Ако е трајна, детето веројатно хронично ќе поледува од неа и може да му се развие јасно изразена задебелена кафеаво-сива кожа на местата каде што најчесто се појавува. Екземата најчесто се поврзува со астма, така што децата со тоа нарушување може да бидат во поголема опасност од кожни тегоби. Бидејќи екземата може делумно да биде и внатрешна реакција на некој вид надворешен стрес, почетното лекување се сосредоточува на ублажување и препознавање на можниот причинител. Многу случаи на екзема се поврзани со алергии. Кај чувствителни луѓе, појавата на екзема може да биде последица на јадење на одреден вид храна, како кравјо млеко, јајца, пченица и ореви, како и вдишување на надразнувачки материи носени од воздухот, како што се честички од прав или полен. Екземата е исто така последица на допир со надразнувачките материи во обичните материјали, како што се волнените и синтетичките ткаенини, латекс гумите, некои детергенти, производите на база на хлор, минералите на никел во накитот и формалдехидот, кој се наоѓа во ткаенините кои не е потребно да се пеглаат, бојата за обувки, теписите, пенливата изолација и верката. Еве го слушнавте и го видовте прилогот кој што беше подготвен токму за денешната тема, значи за атопичен дерматитис или екзема. Можете да забележите колку навистина е специфичен овој проблем, значи овој кожен проблем и токму заради ова е денес тука доктор Коста, примариус доктор Коста Цветковиќ. Ви посакувам добре дојде, ве поздравувам. Драго ми е што повторно и ве соработуваме. Ни доаѓате од приватната ординација Дерма Плюс, во која што секојдневно нели се соочувате со проблемите, со кожните проблеми и кожните заболувања. Добро дојдовте уште еднаш. Добро дојдов и поздрав до гледачите на ТВ Сонце и на вашите емисии. Доктор Коста, од прилогот можевме да забележиме дека навистина е ова еден специфичен кожен проблем или кожно заболување, како да го наречеме, вие ќе ме исправите ако нели не го говорам соодветно терминот. Па први на почеток, ајде да ве прашам, ми донесовте овде една многу убава брошуричка во однос на оваа тема. Дали е првин ова наследен проблем? Дали е наследен проблем? Бидејќи некако со секое заболување кога говориме, секогаш се вели фактор број 1 или за појава на болеста е генетиката. Има ли поврзаност генетиката? Точно. Иначе атопискиот дерматит, морам да кажем, една драматична клиничка слика за
најблиската фамилија, посебно на новороденчето, на кое сите му се радуваат и на жалост кој ќе се појави атопискиот дерматит, или претежно ќе говориме подосна на кои предилекциони места, но претежно се јавува на образите и целата фамилија е вознемирена поради таа состојба. Во светот повеќе од 10% од популацијата е заболена од екцемите и меѓу кои дерматити, меѓу кои спаѓа и атопискиот дерматит, и морам да кажем дека голема улога играе наследниот фактор. Ако еден од родителите имал алергиска конституција, така викаме ние лекарите, алергиска конституција, тоеш неговиот организам да реагира алергиски на повеќе видови, да речеме, намирници, на воздухот, од контактот, детето ќе има 30% поголема веројатност да заболи од атописки дерматит. Додека ако двата родитела имаат склоност за алергиска реакција, детето ќе биде подложено на 70% склоност да има некој од дерматитите или атопискиот дерматит. Ајде да објасниме што е всушност атопискиот дерматит или екземата. Какво заболување? Што е тоа всушност? Значи, тоа е заболување каде што е нарушен комплетниот интегритет на кожата. На одредени делови на телото, кои нас клинички, диференцијално диагностички ни ја уточнуваат диагнозата. Значи, тука се јавува црвенило, се јавува, тие се да речем главни знаци на појава на атопискиот дерматит. Тоа е на прво место јадежот, на второ место предилекционите места каде се јавуваат промените, трета мајорен знак е хроницитетот и четврте е наследниот фактор. Минорни знаци за уточнување на диагнозата ги имаме повеќе. Тоа е, да речеме, сува кожа, ако се гребне кожата останува бел трак, има некоја болест питеријазис алба симплекс, љупење, благо ксероза, благо љупење на кожата, осетливост на припотење, појавување на чешење, и така некој повеќе, поголема група се на тие минорни знаци. Региите кои се зафатени точно ни кажуваат дека се работи за атопискиот дерматит и тоа се пред се внатрешните страни на рацете, јамите позади колената, бутчињата на ногите, надворешните страни на рацете, образите, лицето и позади ушите. Значи, тие се вака најчести места каде се јавува атопискиот дерматит. Кога говориме за причините или факторите за појава на атопичниот дерматитис, како фактор број 1 го споменавме наследниот фактор, значи ако едниот од родителите или двајцата од родителите, колку посто би била, нели, колку проценти би била појавата на болеста кај детето. Меѓутоа, кои се други фактори причинители за појава на ова заболување? Други причинители имаат, значи, во научните кругови уште се дискутира, се разгледуваат две теории кои се поклопуваат. Едната теорија е алергиската теорија, каде имуноглобулинот е главен причинител, значи растот на имуноглобулинот е главен причинител за појава на атопискиот дерматит, додека другата страна ја држи теоријата за нарушен интегритет на површината на кожата. Сега, со тој нарушен интегритет на површината на кожата доаѓа во контакт со разни алергени или материјали кои ја провоцираат понатамошната дразба на кожата со сите пропратни фактори, да речеме чешкањето, направење на рани. Морам да кажем дека тие регии каде е од чешањето
направени се микротрауми и многу често се населува Staphylococcus aureus, значи тоа е една бактерија која посебно кај тие дечиња е присутна. И втор причинител кој се населува на такви регии е herpes simplex вирусот. Па има некои теории дека тие деца би требале еднаш во 2 месеца да бидат подложени на антибиотска терапија, да се намалат рецидивите на појава на атопискиот дерматит и така натаму. Так. Ајде ќе се обратиме и до нашите гледачи, значи за оние кои што подоцна се вклучија во емисијата, да потенцирам дека денеска говориме за атописки дерматитис или екзема. Одговорен за темата е примариус доктор Коста Цветковиќ, кој што е дерматовенеролог и ни доаѓа од приватната ординација Дерма Плюс. Значи сите оние кои што ќе се пронедат во темата или пак кои што можеме и тоа да кажеме, значи ако имаат некои проблеми со заболувања некои на кожата специфични, може да се јават на нашите познати телефони и да се приклучат во нашиот разговор, да постават некое прашање, а доктор Коста ќе се обиде да им даде насоки како да се реши нивниот проблем. Доктор Коста, посочивте одредени делови од телото каде што се јавува атопискиот дерматит. Дали возраста има улога во која регија каде ќе се појави атопискиот дерматитис? Значи, атопискиот дерматит највеќе се јавува или почетокот е во новороденичката возраст, да речеме во периодот од првиот месец до првата година. Значи, тука се јавуваат први симптоми. Понатамо може да се јави до возраст негде до 7-8 годишна возраст и многу поретко се јавува кај возрастни. Морам да кажам дека кај 50% од дечињата кои имаат, бебињата фактички кои имаат атописки дерматит, 50% кај нив на 5 годишна возраст исчезнуваат знаците, класичните знаци за атописки дерматит, додека овие пропратните, минорните знаци што ги спомнавме, да речеме, ксероза, сува кожа, брашнесто љупење на кожата, ако се испоти да се појави чешањето, тие остануваат и во подоцнежните години. Иначе, кај хроничните пациенти, атопискиот дерматит, значи, знае да потрае многу подолго и кај тие пациенти е забележлива груба, дебела кожа на свиоците, на рацете, посебно на вратот, на тие делови, ја викаме лихемфиницирана кожата, така да тие пациенти, тие луѓе се, да кажем, се кријат од околината и непријатно им е така. Има ли можност кај, ако, да речеме, кај новородинчиња кои што имаат проблеми со атопискиот дерматитис, како што рековте, на 5 годишна возраст да се повлекува. Тоа се случува трајно или пак може повторно да се јави? Во голем, значи 50% од пациентите се случува трајно. Додека останатите 50%, кај нив 25% од останатите знаат да се јават рецидиви и тоа... Меѓутоа, дали со ист интензитет е болест или во намален? Не, во намален интензитет, но другите горни граници се пубертетот. Да речеме, или првата менарха кај девојчињата, и тука више знаат, јас викам, коцкиците на имунолошкиот систем да се склопат и значи може детето другиот ден сабаља да стане и веќе никогаш да нема овој атописки дерматит. Додека го слушавме прилогот кој што беше подготвен, барајќи јас информации за да го направам овој прилог, слушнавме информација дека може да е поврзан атопискиот дерматитис со астма. Па многумина од родителите и знам дека се грижат околу тоа, па дали има поврзаност, еве да ни одговорите на ова прашање и ако има, како и зошто е тоа? Значи, поврзаноста нема, значи атопискиот дерматит со астмата нема поврзаност, астмата е комплетно друго заболување на белите дробови кое е предизвикано од алергени, а како што спомнавме, кај атопискиот дерматит
мал е бројот со тие IgE асоцирани промени на кожата, така да родителите у тој смисол може да бидат спокојни. Так. Исто така околу времето, јас и кога најавав емисијата потенцирав дека обично во ова ладно време, што сега нели е присутно, тогаш почнуваат да се јавуваат оние симптоми на дали е тоа точно, дали точно почесто се јавуваат на ладно, така и зошто? Значи ќе објасниме, тоа е еден парадокс овака меѓу луѓето. Так. Иначе мора да се спомне дека во зимните месеци воздухот е посув, за разлика од летните, каде што нели мислиме ако е температурата повисока, воздухот ќе биде посув. На жалост не е така, во зимските периоди настанува сушење на површината на кожата, настанува пукање на местата каде кожата е совитлива, чешањето е многу поизразено, ладната температура исто така допринесува за влошување на состојбата. Во домашните услови што се случува? Се загрева просториите на температура многу повисока, настанува уште додатно сушење и пациентите би требало да ја влажат средината, посебно, да речеме, просторијата каде што спијат. Не би требало да биде повисока од 18 степени во вечерните часови. Бидејќи ако е 23-24, пациентите се потат и чешањето е несносно. Значи сепак треба да се внимава и на внатрешната, значи домашната температура, точно, како да се регулира и да се влажи просторот. Значи ако е со парно огрење, луѓето ставаат обични садови со вода каде имаме поголемо испарување и влажност. Тука ќе спомнам веќе кога сме кај влажноста и кај годишните времиња и начините на капење, на бањење, каде температурата не би требало да е повисока од 35 до 36 степени, каде би требало да се користат многу благи средства или уљани купки за туширање. Капењето на малите деца во загреана просторија или да речеме во мали кадички треба да се свати, да се како игра да биде на малиот пациент, да биде како игра, потоа нанесувањето на кремите, емолиентите после капење би требало да се цртаат различни како змија, како капки за барем психолошкиот момент да се оттргне на младото пациентче. Так. Сега споменавте дека најчесто започнува во најмалата возраст да се јавува. Има ли случаи да се појави атописки дерматит за прв пат, меѓутоа на повозрасен пациент или човек? Знаете што, ова е мултифакторијално заболување, значи играат многу фактори играат улога за појава на атопискиот дерматит. Да кажем многу често, но го знае да се појави после некои стресни состојби. Значи, дали сообраќајка, дали некој во блиската, да изгубите некого во блиската околина, така да сме биле зачудени да на возраст, да речеме од 35 годишна возраст, да се јави за прв пат атопискиот дерматит, и тоа луѓе, да речеме, кои не били изложени на хемикали, на така надворешни влијани. Без никакви контакти со некои надворешни фактори. Тогаш кога се јавува на таков начин, дали се јавува само на одредени места или пак повторно има проблем тука, проблем имаат сите регии кои што ги напоменавте? Знаете што атопискиот дерматит али овие другостанатите дерматити или екцеми што ги нарекуваме, они па се делат на неколку групи. Значи, се делат на екзогени и ендогени фактори. Екзогени фактори, да речеме, секај луѓе кои работат, да речеме, во хемиска индустрија. Кои што се изложени на некакви хемиски средства. Точно. После, да речеме, луѓе кои носат
никел, часовници од никел, некој накит, мингуши, кондурите од епоксидни смоли, од синтетички материјали, како што спомна и тамо, оние материјали кои нели се нагласени дека не се пеглат. Така, да. Значи, тие имаат синтетики каде дразбата е континуирана, да речеме 8 часа во денот е континуирана дразбата. Друг тип на појава на екцемите се контактните екцеми, кои настануваат не по хемиски пак, него да речеме домакинка што мие нон-стоп садови со некои средства и има континуирано нарушување на површината на кожата. Така. Значи, тие се овака групи на екцеми или дерматити кои може да се јават на одредени делови на телото и има еден интересен, се нарекува берлог дерматит, кој се јавува нели во пролетните месеци, дечињата кога идат во природа, кога играат во природа и од травките или од цвеќињата, алкалоидите по дејство на сончевите зраци прават алергиско токсичен екцем. И значи може да видите оцртано цвеќе или травка на површината на кожата, неретко и со исполнети со течност, значи со пликови. Дури и пликови. Да, дури и пликови и доста чеша, така се склони да чеша. Кажавте за овие сите фактори, кажавме за напоменавме возраста и така натаму, меѓутоа ми интересира што кога веќе ќе се појави. Претпоставам дека ќе ве посетат вас како специјалист. Како точно се утврдува и се диагностицира дека станува збор за атопискиот дерматит, со оглед на тоа дека и многу други кожни проблеми, заболувања имаат слични симптоми, знаат да пројавуваат слични симптоми. Како точно вие одредувате дека станува збор за ова заболување? Што се прави? Значи, за екцемите, групата на екцеми останатите е добра анамнеза, ако се земе добра анамнеза на пациентот, така? Ако се земат провокативните фактори, ако се земе фамилиарната анамнеза, ако се земе професијата и така натаму, тогаш веќе горе-доле знаете дека горе-доле знаеме дека се работи за екцем. Во некои случаи приморани сме некогаш и да земеме и биопсија. Значи се зема парче од Зошто? За да се уточни диагнозата. Значи има многу дерматози кои налекуваат на екцемот. Да речеме себороичен дерматит, псориаза, некои габични инфекции, така натаму, каде е маскирана клиничката слика со само лекување на пациентот. Значи идат во апотека, купува лек, сам се мачка. 10 дена не бива. Земе друг лек, повторно го користи. Значи имаме и такви слики каде такви клинички слики каде имаме маскирана основната диагноза, да речеме, кај пациентот и во тие случаи нели земаме и биопсија. Потоа за да исклучиме габична инфекција се зема нативен препарат, значи се застругува регијата и се под калиум хидроксид се капнува и се гледа на нативен микроскоп, нативен препарат на микроскоп, каде се гледа дали има габички и да ја издвоиме дека не е габична инфекција. Додека кај атопискиот дерматит биопсијата е како кај сите екцеми, многу ни е полесно диагностицирањето, нели? На почетокот рековме тие 4 мајорни, 1/10 минорни симптоми кои ни ја уточнуваат диагнозата. Првиот и главен знак е чешањето, пруритусот. Втора е наследноста, трето е хроницитетот и рецидивите. Значи тие се родителот кој ќе ви каже и самата клиничка слика дека
легна, немаше гребаници, станавме са вали, имаше гребаници. Значи, во нокните часови, пациентчето додека спие се чеше. Да. И во тие случаи сме сигурни дека се работи за атописките дерматити. Во од прилогот исто можевме да слушнеме дека има поврзаност со консумирањето и неодредена храна. Точно ли е тоа? Па во некој случај... Тоа значи дека го иницира уште повеќе проблемот? Да, го иницира во некој случај, да, но тоа не е 100% точно. Има некои заклучоци дека агрумите, нели, лимон, помаранџа, мандарини знаат да ја влошат клиничката слика. Потоа некогаш родителите дошле до заклучок дека јајцата од фарма знаат да влошат, млеко па купуваат од крава млеко од село, јајца селски, така натаму. Толку е широка таа палета на провокативни фактори да не може точно да се утврди што би било. Јас некогаш на моите пациенти, на родителите им советувам после силна екзарцебација да запишуваат последните 24 до 48 сата што консумира. И така отприлike ако може да најдат барем 10-20% што е провокативниот фактор на појава. Доктор Коста, многу е мачна, како да кажам, борбата за да се избориш со симптомите на ова заболување, заради тоа што кажавте, трае долго време веќе кога се јавува на некоја бебешка возраст. Па, што вие препорачувате? Или каде пак луѓето првично грешат, значи како не треба да постапуваат, кога веќе ќе го забележат ова? И како оди третманот? Знаеме дека лесно не се доведува во нормална состојбата, меѓутоа како оди третманот и што е тоа првичното што не треба да го прават за да не изгрешат? Значи, родителите, 50% од родителите, со сигурност ќе ви кажам дека прво не посетуваат лекар. Така. Значи, одма се тоа комши, оџи, надри лекари, така натаму. Намачкај го сова, намачкај го сона, така. Кај нас пројде сова 100% и така натаму. И во голем број на случаи се комплицира клиничката слика. Значи, купуваат лекови кои во таа возраст, ќе кажам тоа се кортикостероидите, кои во таа возраст многу внимателно и под контрола на лекар и со опис на родителот во која количина, колку на прс кој ќе се стаи кортикостероид, дека може да покрие 2 возрастни дланки, не се става цела туба, се става навечер во вечерните часови, значи има навистина многу предпазливо треба да се користи. Ако пациентчето се навикне на тој кортикостероид, он ќе го бара и 2 пати, 3 пати дневно. Значи, треба дозата точно да се изнивелира, тачно да се знаат кои типови на потентни локални кортикостероиди се употребуваат. Од кој ќе посети лекар, веќе е уточнета диагнозата и терапевските можности се сведени, да речеме, на во нормални прилики ги има во сите апотеки, значи не треба нешто специјални лекови и така натаму. Веднаш се користат кортикостероидните креми? Не. Кортикостероидните креми се започнува значи со средства за влажење на кожата. Значи, дали ќе земеме физиолошки раствор со газа, дали ќе земеме некој ладен предмет за ладење на промената. Потоа пациентчето се бање со маслени купки. Се зимаат емолиентни креми кои прават заштитен филм на површината на кожата. Ја прават помека, повлажна, ја задржуваат влагата. Влезната врата на, како што спомнавме, стафилококот ауреус или херпес симплекс вирусот го блокираат. Така да се оди со таа терапија колку што може. Многу често им давам совет на пациентите да си направат сами
памучни ракавички. Значи памучни ракавички и да ги стават на пациентот кога ќе заспи. Зашто со памучната ракавица не може да се изгреве лицето. Понатаму сечење на ногти обавезно, али после првиот месец, не е одма да се почне со сечење ногти и да не се внимава, да не се претера со сечењето ногти многу длабоко. И понатаму има, да речеме, за намалување на чешањето, има некои играчки со тркалца кои ја ги советувам да ги стават во фрижидер да бидат ладни. Так. И со тие тркалца да се играат така да ја намалува чувството за чешење. Во кој дел од денот само смеат да се употребуваат кортикостероидите? Значи, кортикостероидите се употребуваат во вечерните часови. Значи, само навечер, така? Навечер се препорачува да се употребуваат. Кај потешките случаи, сега кидеме малце и на поспецифична терапија, значи парентерална терапија. Така. Кај специфичните и потешките случаи даваме... Што значи тоа, доктор Коста, поспецифични и потешки? Значи, пораширена. Така, значи, што има по целото тело, така? По целото тело, например, ако е само на обравчиње, не е нешто толку страшно, и само се смирува со оваа локална терапија, па знае па да буфне после 10 дена, значи тоа не е толку драматично. Нели, кај што се зафатени и другите регии, се дава антихистамински сирупи, така? Сирупи кои малце ги седираат пациентите, исто се даваат во вечерните часови, и за да се намали чувството за јадеж, за чешење. Так. Колку време може да се употребува кортикостероидната крема, веќе кога има потреба да се примени? Кажа се дека првин се започнува со друг начин на третман на ова заболување, за да се навлажни кожата, меѓутоа што кога веќе ќе започне да се употребува кортикостероидната крема, бидејќи знаеме дека таа колку е корисна за да ги смири тие симптоми и да доведе во ред овој проблем со кожата, да го доведе во ред, дека има и одредена штета. Так. За кортикостероидните креми кај атопискиот дерматит мора точно лекарот кој го води пациентот да биде у контакт барем во првата кура на терапија со кортикостероидни креми. Краткото користење на кортикостероидната крема не ја влошува состојбата. Подолго користење на кортикостероидната крема и појавува нус појавите на кортикостероиди, значи атрофија на кожа, пукање на капилари и така натаму и така натаму. Значи барем првата тераписка доза да бидат во контакт барем 2 пати до 3 пати неделно со терапеутот кој го води пациентот. Значи 2 пати до 3 пати неделно само смее да се? Не, да се става еднаш на вечер. Така? Али терапеутот да биде, докторот да биде у контакт со така, за да се консултира. За да се консултира, да видат каква е состојбата, дали да се прекине, дали да се намали, дали да ја мешаме со некоја неутрална крема за да се намали действото на кортикостероиди. Сега во оваа брошуричка има и дилеми кои што се ги поставуваат, претпоставам, оние кои што имаат проблеми, родителите за децата или воопшто нели оние кои што имаат околу користењето на кортикостероидната крема. Кажавте дека треба мал слој, значи колку е тоа, зошто е тоа важно мал слој, ако што би било ако малку повеќе се нанесе? Да, ова ќе објасниме, ова ќе објасниме, ова се значи некои основни работи што секој од родител треба да знае. Нели, количината на крема, кортикостероидна крема или маса, се става на прстот, на дланката, на горната третина од прстот. Така. Со таа количина на крема би требало да се измачкаат површини од две возрастни раци. Така. Не повеќе, не помалку. Не помалку. Сега рачунете за обравчиња колку малце би требало. Да, значи сепак треба да се... Тоа е овака некоја мерка што од искуство
се препорачува. Во акутни фази со екземи дали треба да се продолжи со користење на емолиенс? Што е тоа емолиенс? Да, значи това се креми така, кои ја враќаат влажноста, кои прават заштитен филм на површината на кожата за да се стопира навлегување на бактерии и вируси. И се користат, во неја нема, да речеме, никакви антибиотици и штетни средства, него така, се масти во водена подлога кои даваат убава текстура на површината на кожата. Доктор Коста, колку имунитетот игра улога во однос на појавувањето воопшто на атопискиот дерматитис? Дали ако едно бебе или еден возрастен човек има добар имунитет, бидејќи кажавте и преска, кај возрастните се јава ако имаат некој силен стрес, може да го спречи појавувањето на атопискиот дерматит, и колку во фаза на ова заболување, ако се обидеме да си го дигнеме имунитетот, ќе можеме некако и да се избориме со овој проблем? Знаете, имунитетот директно не е врзан со атопискиот дерматит. Значи, имунитетот е врзан секундарно е врзан со појава, нели што рековме, за секундарни инфекции на местото на рагадите, на гребаниците на лицето. Значи, он секундарно допринесува за подобра одбрана од вирусите и бактерии. Значи, директно не е врзан со атопискиот дерматит. Така да се правени и студии каде што се дава алоe вере, го високи дози на С витамин на она. Клучна улога немаат одиграно во излекување на атопискиот дерматит. И сега кога така имунолошкиот систем треба да узре за да ги намали овие симптоми. Кога зборуваме за третманот, нели, оној цел период кој што треба да се санира овој проблем со кожата, односно атопискиот дерматит, кажавме дека може да трае со години. Дали тоа значи, бидејќи го поминавме дека во ова ладно време се појавуваат симптомите, дали значи дека можеби кога доаѓа летото се подсмируваат или повторно има некои благи симптоми? Значи, симптомите се понагласени во зимските периоди. А инаку се постојано присутни? Не се постојано, значи има некој провокативен фактор, нели спомнавме храната, нервоза, стрес, промена на клима. Сакате да кажете дека се јавуваат периодично, се јавуваат па исчезнуваат, па повторно се јавуваат па исчезнуваат. Не можете да најдете точна причинител за некој рецидив. Ако живее у нормална средина, да речеме, ако се патува, па идете во топли краишта, или живеете во топли краишта, идете во ладни краишта или на скијање на планина негде, тој може да биде провокативен фактор. Така. Иначе овака генерално не може да се земе. Околу појавата и зачестеноста на појавата на атопискиот дерматит кај нас, каква е состојбата, можете ли да ни кажете вака како некој кој што се занимава со овие проблематики? Да ви кажам, во однос со европските земји, инциденцата е многу помала, него да речеме во поразвиените европски земји. Исто така кај црната популација доста има пациенти, но е релативно помал бројот на пациенти со атописки дерматит. На што се должи тоа? Веројатно на консумација на брза храна на родителите, подложност на алергени на работно место и така натаму. Веројатно све тоа допринесува за појава на атописките дерматити. Иначе, нели што сите родители сакаат да го слушнат е да вакцинирањето не треба да се врзува со атопискиот дерматит. Значи пациентот нема никаква врска, може да се вакцинираат децата, така? Баш се нагласува да се внимава на вакцинирање. Значи да се внимава или може да се вакцинира? Да се вакцинира. Така, значи токму, значи нема никаква пречка или некоја штета во однос на тоа. Кажете ми, со оглед на тоа дека некако сите проблеми околу кога станува збор за сите заболувања,
нели во човековиот организам, некако се вели дека во оваа глобализација, во овој начин на живот, со оглед на тоа дека нели живееме во позагадена средина и така натаму, се некако се зголемува бројот и на сите различни видови на заболувања, па како стојат тука кожните заболувања, кожните болести, дали чувствувате некој пораст, еве не мора да биде сега конкретно врзано за оваа денешнава тема, него воопшто, велам дали има некоја разлика порано и сега. Дали се почести кожните проблеми во однос и на алергиите, и на другиве заболувања и така натаму, чувствувате ли некој подем? Да, подем се чувствува највеќе на кожата на изложеност на сонце. Така. Значи, со појава и установување каде се лоцирани озонските дупки, значи настануваат поголем број на карциноми на кожа. Така, значи тоа е зачестениот. Да, зачестен. Да. Малце пациентите сега се едуцирани и користат заштитни средства, заштитни креми, заштитни фактори. Пред неколку години имаше и, да речеме, некои кампањи за спроведување со дерматоскопски проверки на младежи, на бемки, на израстоци на кожа, кои малце свеста се подкрена на луѓето и пациентите, така да се почнуваат да се консултираат со лекари, идат на тие задолжителни прегледи, нели, од работно место, и мислам дека тука е свеста подобра и на време некои работи се фаќаат. Постои ли превенција воопшто од атопискиот дерматит и така да заокружиме денешнава тема? Превенција бидејќи секогаш кога говориме за некое заболување, говориме дали постои некоја превенција, постои ли кај кожниот проблем дерматит. На жалост пациентот не може да ги бира своите родители. Така, значи генетиката сепак. Генетиката си игра све улога. Така. Ви благодарам, доктор Коста, за денес. Се надевам дека сите овие информации кои што ги доставивме навистина се корисни, многу работи, навистина споменавме многу работи, ви објаснивте многу убаво и се надевам дека се задоволни од сето она што го слушна. Соработката со вас останува секако. Благодарам. Се надевам во некое следно издание пак ќе разговараме за некоја друга тема, бидејќи кога станува збор за кожните заболувања и проблеми се навистина од голем спектар. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам и на вас. Почитувани мои, тука некаде и јас ќе ве поздравам за денес и благодарам за вниманието. Се разбира, останете понатаму на фреквенцијата на ТВ Сонце, имајте убаво расположение и секако оставам во добро здравје.